Почитувани, СДСМ од пред зградата на Фондот за здравствено осигурување сака да ја посочи на јавноста дека оваа институција има долг од нови 5 милиони евра за само 4 месеци. Од јануари, кога долговите на јавните здравствени установи изнесувале 25, во април пораснале на цели 30 милиони евра. Ова се официјалните бројки напишани во извештајот посветен на финансиите во фондот и јавните установи. Дали се ова реформите во здравството на министерот Тодоров? Наместо јавното здравство да го врати долгот и да им овозможи на фирмите да функционираат, здравствените установи се повеќе заглавуваат во долгови и со тоа го загрозуваат квалитетот на услугите од една, а го невозможуваат функционирањето на стопанството од друга страна. Брзиот раст на долговите е показател дека државата има погрешна стратегија за општествените приоритети. Не постои општество. Повторувам, не постои општество каде златна ограда е поважна од инсулин, каде што жални врби се поважни од здравјето на новороденчињата, каде златните коњи и Прометеј се повредни од здравјето на луѓето. СДСМ му кажува дека со неисплатата на долговите опаѓа квалитетот на целиот здравствен систем, се намалува нивото на услуги, се намалува достапноста до лекови, се отежнува лекувањето на хронично болни и се оневозможува соодветно и навремено лекување на пациентите. Кратењето од 10 милиони евра во здравството со последниот ребаланс на буџетот сериозно го загрози здравствениот систем. Новите 10 милиони евра долгови на здравствените установи дополнително го ставаат здравството во ситуација кога не може да ги овозможи неопходните услуги на пациентите. СДСМ ја повикува владата на Република Македонија итно да ги сопре непродуктивните трошоци и тие пари да ги пренамени за спасување на државното здравство. Благодарам.